старт на неделата, ново маратонско отворено студио 1. Добар ден и добре дојдовте. И како и секогаш за овој почеток на неделата ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание со различни теми, различни секако гости и содржини. Јас сум Јана Јосифовска, со мене колегата Владко Чаловски. Добар ден и од мене, ако можем уште на самиот старт да кажам дека изминатава недела вие мене ме не достигавте. Се надевам дека и јас вам, но да одиме она што е со ред. Како го започнуваме првиот блок на ова отворено студио, како што е една стандардна пракса, овде во студиото ќе ги проследиме најпрво изјавите од сите оние гостувања во Централниот дневник, како и во отвореното студио. Бога ми имаше многу теми кои што беа актуелни овој викенд. Знаеме дека Вардар стана европски шампион во најпрестижното клубско надпреварување во ракомет. Го имаме Јен Столтенберг кој што е во посета на Македонија, меѓутоа да не заборавам, на самиот старт овде во студиото ќе контактираме со колешката Искра Опетчевска, која што е во Државната комисија за спречување корупција. Откако ќе ги проследиме изјавите кои што беа дадени овде во студиото или во централните дневници на 1 ТВ за време на овој викенд и ќе го затвориме овој прв дел јас и Јана, следуваат вестите, односно првото информативно издание во рамките на отвореното студио со колегата Александар Петрески. Јас и Јана се враќаме околу 15 часот и 20 минути, а темата која што ќе работиме прва за денеска е кампањата за новиот закон за прекинување на бременоста, а наша гостинка овде во студиото ќе биде Андријана Папиќ-Манчева, која што доаѓа од Сдруженијето Хера, а во 15:40, исто така како што е своевидна практика, овде во студиото ќе ни се придружи колегата Дејан Андоновиќ и ќе ги анализираме сите оние случувања кои што се во фокусот од Европа и од светот. Со Јана се враќаме повторно околу 17 часот. Темата на која што ќе разговараме со социологот Татјана Иванова и психологот Станислав Петковски е како тоа народот, односно сите ние се врзуваме со емоционално со колективните успеси или неуспеси, секако ако се земат в предвид сите оние убави работи кои што и се случуваат на Македонија изминатиот период, за и така некако да го одјавиме барем што се однесува до нашиот дел овде од студиото. Во 17:45 следува музичкото шоу Звезда број 1, за потоа да следат Нина и Стефан со ексклузив. А бидејќи е денот таков, а вие граѓаните заслужувате, 1 ТВ со сите своји напори ќе се вложиме и ќе ја пренесеме атмосферата од доаѓањето на хероите, на ракометарите од аеродромот се до плоштадот, каде што се очекува многу луѓе да ја изразат својата поддршка, како и да ја видиме сета таа позитивна еуфорија кога се однесува за шампионот Вардар, се до дневникот, каде што ќе ве водат колегите Ордановски и колешката Атовска, 21 часот добро познатата авторска емисија Лица со Анета Кочишки и 22 часот гостин Сашо Ордановски овде во студиото вице-премиерот Кочо Ангјушев, се до последното информативно издание овде во 1 ТВ и така ќе го затвориме ова отворено маратонско студио 1. Така е. А сега се селиме во антикорупцијската комисија, како што најавивме. Веројатно малку подоцна ќе имаме сепак колешката Искра Опетчевска со директно линковско јавување, бидејќи пред малку заврши јавната седница на антикорупционерите. Ке слушнеме што се беше кажано и одлучено во антикорупцијска со оглед на тоа што ако се земе во обзир фактот дека антикорупционерите со полна пареа работат бар во последниот период. Тогаш одиме со она што и Чаловски го најави, е стандардно за овој прв блок. Одиме со еден извадок од разговари, од разговори на Горан Ѓоргоновски, кој што е пранешен ракометар. Тој беше овде во студиото веднаш откако Вардар ја освои првата круна во европскиот клубски шампионат. Ѓоргоновски има само пофални зборови секако за своите колеги, меѓутоа со колегата Слаген Ивковиќ зборува и за тоа
Што е оно што го очекува Вардар? Нешто што нели сите се прашуваме ако се земе предвид дека изминатиот период околу Вардар има постојано некакви турбуленции, но оно што е важно е дека тие момци ја сплотија Македонија. Да не должам уште многу да го слушнеме Ѓоргоновски, па се враќаме назад во студиото. Што следува за Вардар? Ќе проработи менталитетот дека треба сепак да се вложи, да се работи за да опстане еден ваков клуб и во иднина да не радува на историски Не знам, на вистина резултати. сега, ајде ќе кажеме Вардар е, концептот на Вардар е тој изминативе години многу пати полемики се правеле околу тоа дали е Вардар доходовен за македонски ракомет од аспект дека не играат македонски играчи. Ако ме прашувате мене, овде има место за некои македонци да играат, да се калат, да направат искуство Така, прашањето ми е дали научивме нешто од сето ова? Значи сега пак ќе кажам, тоа не е прашање на моја адреса. Неминовно, ако Вардар, јас искрено сум скептик дека може да го одржи ова ниво без овај буџет што го има, затоа што Вардар, да видиме реални, без разлика што слушаме сега муабети или некои официјални податоци дека играчите немаат земено плата, но на хартија овој Вардар е скап тим. И реално е буџет кој што Македонија многу тешко може да го обезбеди, Вардар да го обезбеди без државен интервенционизам, дури и на тој начин не може. Ако треба Вардар да го намали буџетот, по дефолт некако треба да веќе да размислува и да се насочи на некои македонци. Сега да бидиме реални, ние ако сакаме Вардар да го гледаме во Келни наредна година, ние не можеме Вардар да изобилува од македонци. Не ни имаме во токав број квалитетни играчи, секако мораш да имаш ти странци. Но пак ние имавме една ситуација кај што викаме да, тоа е приватен клуб, кај што некој одлучува и нема тој никаква обврска да има македонци внатре. Но што се случува сега? Сега е приватен клуб кога се крена Македонија, се крена Скопје да го спаси Вардар. Значи не било така. Вардар мора да има општествена одговорност, не Вардар. Секој клуб мора да има општествена одговорност према градот првенствено, ајде не према државата, према градот, за да ова. Мислам дека сега не е баш место, сега треба навистина да бидеме задоволни среќни. А иначе Вардар како со ова што го прави последниве 4-5 години, секако дека има инпут во македонски ракомет. Значи, ако не само Вардар, тоа почна со репрезентација 2009, 2007, 2008, 2009, продолжи со Металург, сега Вардар. Многу деца трчаат во Македонија по ракометна топка. Веќе имаме и играчи и тренери кои што поминуваат низ овие клубови кои што ги спомнав и кои што на некој начин ги Металург е ориентиран према производство на играчи, така да неминовно ќе излегуваат играчи. Нас ни треба инфраструктура и ни треба уште поголема обука на тренери и малку во тој дел сериозност, за да ние вадиме квалитетни играчи во перспектива. Да, тоа беше од вчерашниот централен дневник поранешниот ракометар Ѓоргоновски, секако анализа на победата на вардарци. А сега мислам дека ја имаме веќе колешката, Искра Опечевска со најновите информации од антикорупцијската комисија. Нема да должиме многу. Искра, повели со информациите, што има ново тамо? Така е, на што туку заврши седницата на антикорупцијската комисија, се јавуваме токму од председиштето на Комисијата за спречување корупција. Она што е одбележи оваа седница, ако е што вреди да се спомене, се разбира во јавноста, се неколкуте затворени, неколкуте отворени предмети од страна на комисијата. Рак рана остануваат сомнителните вработувања, особено за време на избори, и исто така сомнителните градежни работи што се изведуваат особено за време на избори. Меѓутоа, додиме со ред, она што е најважно, а што го констатира антикорупцијската комисија и денеска, е дека нема да отвори предмет, односно го затвори веќе отворениот предмет против Агенцијата за субвенции во земјоделието, што го беше отворила за време на изборната кампања. Имено по пријава беше констатирано дека се имаше сомневања дека Агенцијата за субвенции во земјоделието исплаќала пари за време на предизборен период, што е спротивно на изборниот законник. Меѓутоа антикорупцијската комисија утврди нешто друго. Имено
станува збор за субвенции во земјоделието кои што биле предвидени со годишната програма за работа, која што пак не може да знае кога ќе бидат организирани предвремени парламентарни избори. Исто така со уредба од агенцијата исплатата на субвенциите била планирана да биде завршена најдоцна до април 2019 година, што исто така не е спорно и е законски. Антикорупцијската комисија исто така се повика и на одлуката на Уставен суд од 2017 година, која што поништила делови од изборниот законник кои што забрануваат исплата на субвенции во изборен период ако се предвидени со годишната програма за работа. Како што споменав, она што е интересно се и вработувањата, особено во изборен период. Именно антикорупцијска комисија поднесе прекршочна пријава против градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, бидејќи тој за своја техничка секретарка ја вработил сопругата на прв братучет во изборен период, се разбира. Зошто ова сомнително? Антикорупцијска заклучи дека не е спорен самиот избор, меѓутоа е спорно како тоа било направено, односно градоначалникот тоа не требало да го направи во изборен период и е спротивно на изборниот законник. Затоа антикорупцијска ќе поднесе прекршочна пријава. Она уште што е вредно да се спомене е и отворениот предмет против градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски, бидејќи го вработил свој роднина кој исполнил право за одење во пензија, меѓутоа изјавата што ја пополнил за да продолжи неговиот работен однос што со закон е дозволено, наместо да ја достави до агенцијата за привремени вработувања, тој ја доставил до градоначалникот што не е негов работодавец. Затоа овој случај ќе се испитува детално, ќе се упати барање до трудовиот инспекторат, до државниот управен инспекторат за да испитаат како тоа било направено и дали можеби и други служби се виновни освен градоначалникот на Делчево. Еве тоа нека биде еден сублимат, па се разбира со детали повеќе во следните информативни изданија. Јана? Ти благодариме, Искра, за тоа што еве за оваа опсежна анализа. Секако гледачите ќе можат уште еднаш да ги проследат информациите со тебе во информативното издание. Овде од студиото толку, уште еднаш благодариме, а следно нешто, Јана, што ни следува во овој дел од отвореното студио е? Така е, одиме со извадок, односно ќе погледнеме од гостувањето на поранишниот министар за внатрешни работи Павле Трајанов, кој што гостуваше во централниот дневник на 1 ТВ, едно видување околу секако и она што е актуелно, посетата на првиот човек на НАТО алијансата Столтенберг во земјава даде свое видување што значи оваа посета, меѓутоа и откако рече дека владата се посветила веќе на надворешен план, односно започнала со решавање на крупни прашања, според Трајанов време е малку да погледнеме во својот двор, односно конкретно да се посветиме со решавање на внатрешните проблеми и акцентот повеќе од сега па натаму да е ставен на внатрешната политика. Слушаме и делот од овој разговор. Огромен исчекор, како што реков, де факто влезот во НАТО. Ние прв пат сме домаќини на Советот на НАТО, се случува тоа во Македонија. Генералниот секретар на НАТО е овде во Република Македонија. Јас знам дека стабилноста зависи од самите нас, од политичките партии, од медиумите, невладиниот сектор, од сите граѓани. Дали ние ќе имаме внатрешна кохезија, внатрешно единство за да се движиме напред. Дали мислам дека тука е постигнато голем успех, без разлика што постои поделба за многу прашања и натаму сега се сменити само страните кои се патриоти, кои се, не знам, предавници, но клучно дека напред се движиме и од аспект на внатрешно единство како држава, а со овие случувања што се случуваат приемот во НАТО, мислам дека дополнително ќе стабилизира државата. Значи НАТО носи стабилност, мир, просперитет. Тоа се клучни придобивки и мислам дека сите граѓани, мнозинството граѓани, сите политички партии се определени за НАТО. Тоа е наша стратешка национална определба, тоа е стратешки интерес и мислам дека независно од тоа што ќе има критики, никогаш нема да бидат сите до еден да се сложат да бидеме членки на НАТО или на Европската унија, но постои граѓански и политички консенсус околу членството во НАТО. Се разбира дека за стабилноста, за суверенитетот, територијалниот интегритет треба ние самите да бидеме гаранти, нашата армија, сите сили за безбедност што
кои што функционираат во Република Македонија, но сепак клучно е, како што нагласив, единството, дали сме ни определени за оваа држава. Тоа е клучно за подинамичен развој и се разбира дека треба многу реформи да се направат и на тому или да се имплементираат веќе донесените закони, посебно во правосудството. Имаме една реформа, многу значајна реформа во службите за безбедност, каде што после толку време службата за државна безбедност се издвојува, тоа значи во агенција за национална безбедност. Прислушувани разговори. Знаете што е? Ние сме држава која што поминавме еден тежок период. Злоупотребени се системите за прислушување од страна на Министерството за внатрешни работи. Колку е голема таа злоупотреба и на колку долг рок последиците од таа таква злоупотреба сега се чувствуваат. Затоа беше енергични мерки, баравме да понесат одговорност носителите на овој процес на злоупотреба на системите за прислушување, да се прислушуваат огромен број на граѓани, новинари, не знам, бизнисмени, да се прислушуваат политички противници или внатре со работниците. Мислам дека тоа е злодело и може само едно силна злосторничка организација може на тој начин да действува. Сега, тие имаат краци, пипци на секаде. Тешко дека лесно ќе се искоренат можните последици од една таква системска злоупотреба на системите за прислушување. Веќе 1,5 година се работи на нацрт закон кој што ќе се однесува само за младите, закон за млади и младинските политики. Истиот може да се види на страницата законзамлади.com. Се работи за еден транспарентен процес при кој што сите млади треба да придонесат за на некој начин да се добие закон кој што ќе ги штити токму оние кои што најчесто ја напуштаат државата. Во централниот дневник во саботата гостинка беше претеничката Ивана Туфегиќ. Што ќе содржи овој закон за млади и која е целта за да се донесе еден ваков закон? Се работи за закон за младинско учество и младински политики. Овој закон доаѓа на барање на младинските организации. Имено во собранието се формираше клуб за младински прашања и политики, кој што се состои од пратеници од сите пратенички групи во собранието и на стратешкото планирање кое го имавме како клуб од младинските организации произлезе потребата за законско решение кое ќе ја регулира оваа област. Така што во работната група имаме представници од владата и од Агенцијата за млади и спорт, пратеничките Мери Лазарова од СДСМ, Слаѓана Митовска од ВМРО ДПМН, Нула Исмаиловска од независната пратеничка група на ВМРО, како и младински организации, партиски подмладоци од 4 парламентарни партии, меѓутоа имавме консултации со партиските подмладоци. Кои се предлозите кои до сега се најдоа на маса за овој закон? Значи, во нацрт текстот може да го најдат младите на страницата законзамлади.com, каде што може да видат дека се регулира, пред се препознаваат и се признаваат досегашните форми на младинско организирање, младински организации, организации за млади и останати форми, се спомнуваат и партиските подмладоци, што е многу важно, бидејќи првпат се препознаваат како такви, и секциите за млади кои постојат и во синдикатите и во други органи, да речем. Понатаму се предвидува и едно представничко тело, кое што произлегува од регистар на младински организации кои ќе го предводи Агенцијата за млади и спорт, бидејќи ние до сега немаме еден целосен регистар кој што зборува за младински организации. Ова представничко тело значи дека младите треба да се соберат повеќе од 2/3 од тој регистар, сите заедно на едно место и да изберат 9 представници кои што ќе седат на иста маса со владата во процесот на креирање политики. Имаше дебати внатре во групата, ние веќе година и пол работиме на овој нацрт текст. Она што ми е особено драго е што на иста маса седат и партиски подмладоци, и власти, и опозиција, и младинските организации. И до сега не чувме да имате некое големо недоразбирање или големо несогласување околу овој закон. Напротив,
Приказот во јавноста е дека сте многу сложни кога е овој закон за млади во прашање. Дали е така на вистина на работните групи? Овој нацрт текст е консензус, бидејќи работната група работеше со консензус. Има простор за подобрување и очекуваме, и јас апелирам до младите активно да доаѓаат и на средбите на работната група кои ги организираме низ државата и онлайн да коментираат за законот. Има одредени работи кои треба да бидат допрецизирани во текстот, меѓутоа јас очекувам дека низ процесот на консултации ова ќе го видиме. Повторно кажувам, многу е важно што овој процес е отворен, транспарентен и може да коментираат и младите, да учествуваат и младите, и верувам дека ова ќе постави еден стандард во креирањето на политики, бидејќи вака треба да ги креираме политиките за млади со младите. Да, со овој последен извадок од разговорите од Централниот дневник, полека го завршуваме овој прв блок. Секако сите, односно целосните разговори може да ги најдете на нашиот YouTube канал и на нашиот сајт 1tv.mk, а Александар Петрески е веќе подготвен за кратко следуваат вестите на 1tv. Со мене и со колегата Чалски се гледате нешто по 15 часот.